што напоменав, ние имаме тука шах и тоа ни е подарок од Шаховската федерација на Македонија. Јавно ќе ви се заблагодарам. Благодарам за шахот. Се надевам да еве го тука. Имаме колеги кои што знаат да играат шах, но не верувам дека како малите не би се осмелила да седнам со нив јас да играм шах. Знам дека шахмат веднаш ќе ми направите. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Иренче, ти ќе ги представиш име, презиме, нашите гости од Шаховската, како што кажа, Федерација на Македонија. Како е да се работи со дечиња? Големо задоволство и стварно ни е драго што имаме можност да се представиме овдека во Алфа телевизија. Јас со нетрпение чекам да слушнам и за овие медали кои што ги имате освоено досега и за овие прекрасни две дечиња. Така седи една вистинска дама, како ти сега во моментов. Нели? И секоја чест за тоа, да ти кажам искрено. Со шахот, кажете ми само накратко, Иренче, морам со дечињата, затоа што ги обожувам. Со шахот, кога имавме желба да заиграме шах? За кого е прашањето прво мора да... Па, кој сака нека почне? Ајде за дамата. Збори си. Кое беше прашањето? Шахот, од кога го сакаме? Од секогаш. Од секогаш? Да. А има некој во семејството кој играше шах, а ти гледаше и ти се роди желба исто и ти еден ден да играш шах и да освојуваш награди? Па, само кога татко ми и дедо ми играа шах, сакав и јас да видам. Значи, сепак имало некој во семејството. А кај убавото момче? Желбата кога се роди? Од кога играш шах? Колку време? Колку време? Ахмет. Од 6 години почнав да играм шах. Од 6 години. Браво. И освојувате награди, така? Да. Секоја чест за вас. Иренче, повели, прекрасни гости си имаме ова утро. Да. Благодарам, Слободанка, до тебе. Добро утро до тебе, официјално, и добро утро до нашите гледачи. Ова утро, како што видовте, студиото ни е навистина исполнето со убава позитивна енергија, секогаш кога ни се дечињата на гости. Андреја Цветановска, ќе ја поздравам прво младата дама, како што кажа Слободанка. Од мојата лева страна е Абдурахмин Ахмед Селим, така? Добро ви утро, вас не ви е прв пат овде во студиото на Алфа телевизија, бевте кај нас пред некои 8 месеци. Вие сте вистински шампиони, од тогаш до сега ќе ни кажете малку подоцна што има ново кај вас. Исто така сте ученици во основното училиште Јакија Кемал. Нема да задоците на првиот час, бидејќи од 8:30 ви започнуваат часовите, ќе бидеме брзи и ќе си стасате точно на време. Додека разговараме со секретарот Маријан Митков, секретар на Шаховската федерација на Македонија, вие може слободно да си започнете да играте шах, а подоцна малце ќе ми кажете, ете, спортски поздрав за почеток, така? Да, обавезно се поздравувате. Не успеав да научам за овие 8 месеци шах, иако му ветив на господинот Орце, тој тогаш беше заедно со нив, како нивен наставник, нели, во училиштето. Ќе си го поздравиме во оваа прилика. А јас, Маријан, сакам со вас да го започнем разговорот, бидејќи поводот за тоа што сте овде гости е шахот како изборен предмет во училиштата. Постои можност шахот да е изборен предмет. Ајде малку да ги информираме сите оние, можеби, родители кои што сакаат и знаат да играат шах, а можеби не се информирани за оваа можност. Да. Вака сега, значи, пред 2 години, 2022 година, беше доставена програма изготвена од Шаховската федерација до Бирото за развој при Министерството за образование, која што беше одобрена. И на некој начин со тоа започна и целата таа иницијатива за воведувањето на шахот во школите, посебно за најмалата возраст, значи збориме прво, второ и трето одделение, да можат да го изучуваат како изборен предмет. Сега, паралелно со доставувањето на програмата, ние имавме една, можеби малку потешка задача да ги обучиме наставничките, нели, на таа возраст, за да можат они да го предаваат часот. Имаше мал отпор, да кажеме, на почетокот. Или негодување, можеби, така? Па не негодување, него проблемот беше што дел од нив едноставно не беа запознати со играта, не знаеа да играат. Меѓутоа, целата иницијатива што ја спроведувавме и што сакаме да им објасниме и на наставниците и на сите во образованието, дека шахот не го воведуваме како изборен предмет за да правиме професионални играчи, него шахот се воведува како еден вид на алатка за да може
на децата да им овозможи правилно и подобро да се развиваат умствено во текот на понатамошниот живот. Така. Се развива концентрација, да, има фокус, многу придобивки со играњето шах, односно изучувањето на шахот како игра, и тоа беше нашата основна цел. И кога тоа го согледа дел од наставниците, ние направивме обука на преку 800 наставници во преку 60 на училишта, веќе почна да се спроведува. Они имаат нели во текот на годината, во двете полугодија, едно полугодие да го изучуваат како изборен предмет. И сега, да кажеме сега веќе крајот на годината, треба да се направи изборот за следната година. И сега нашата иницијатива е тука што поголем број на училишта да се вклучат, наставници, односно да го изберат тој предмет и за да можат полека да почнат да работат со децата. Сега малце ќе направиме тука пауза со вас, бидејќи гледам овдека се развива играта некако, да ни објасните само каква е сега оваа ситуација овде. До сега оваа пешачка завршница. Вие сте веќе готови, при крај сте? Да. О, па многу брзо. Добро, и кој е сега во предност овде? Па белиот, бидејќи има повеќе слободни пиончи. Добро, кога сме веќе тука, ќе ги кажеме фигурите кои се, Ахмет? Овие се пиончиња, така? Да. И кои се останатите фигури? Кралот и кралицата, кои што се најважни, така? Да. Само кралот. Само Кралот остава, другите сите фигурчиња ги разменија. Не, зборам во играта, така? Кралот и кралицата. И овие се топови, така? Другите? И што има друго? Конј, ке кажете? Конј. Добро. Ловец. Ловец, така? И топ. И топ. Добро. Уште колку ви остана за играње? Има уште? Па има уште. Додека некој не извади дама. Значи, ајде сега вие продолжете си, ние уште ќе си разговараме со наставникот, односно со секретарот на федерацијата. Се исплашив само, мислев дека готова играта, па да гледам некако многу брзо. Колку време трае обично една шаховска игра? Па, се имаат различно темпо на играње. Обично на официјалните првенства, каде што се игра тој стандарден шах, партиите траат меѓу 3 и 4 часа. Затоа малку се зачудила, многу брзо ова завршува. Они во моментот играат доста брзо, значи има и такви првенства, еве конкретно следната недела ќе оди Ахмет и уште 4-5 дечиња ќе одат на светско првенство во Албанија. Во Драч има баш првенство во забрзан шах. Така. Значи тоа е баш ваков тип на... Ахмет, сакам да кажам дека ние имаме вистински професионалци овде во шах. Ахмет е шампион, така? Шампион е до 8 години, минатата година е шампион во својата категорија. Ова година веќе ќе се надпреварува во малце повисока категорија, меѓутоа шансите да биде таму прв се голем. Така. И Андреја неполна година веќе игра шах, значи од мај минатата година и до сега има навистина одлични резултати. Ова се и наградите кои што се медалите кои што се постигнати. Медалите освоени на државни првенства, поединечни, екипни, на некои меѓународни дел од медалите, не се сите медали, така? Многу малку. Многу малку, да. Добро. Сега да искористаме оваа прилика да најавиме она што се случува, што ќе се случува месец мај и јуни. Доста активни месеци на шаховско поле организирани од Шаховската федерација на Македонија. Да најавиме некои турнири, односно надпревари, така како ги викате? Надпревари, да, имаме меѓународен надпревар кој што го организираме во Јахја Кемал. Тоа е шаховскиот клуб Гамбит организира младински, односно детски надпревар. Тоа е во месец мај. Главниот надпревар за кој што они се спремаат, тоа е државното првенство кој ќе се одржи ова година во Струмица во период од 23 до 29 јуни. И тој има еден квалификационен надпревар буквално за играње на европските и на светските надпревари. Тука ни се секако довршување на екипните лиги во таа младинска конкуренција. Само да напоменам, значи се надпреваруваат во машка и во женска категорија. Првите категории се до 8 години, а се до 18, на секои 2 години е таа категоризација на играчите.
Имаме ние деца за кои што може да се пофалиме, нели? Посебно последните 2 години со воведувањето на овој проект Шах во школите, таа бројка значително ни се зголеми. Минатата година имавме околу 200 деца кои што играа на младинското првенство поединечно, кој што се играше во Струга. Ова година, еве сега, прошлиот викенд имавме младински првенства во екипна категорија и околу 250 деца, 43 екипи учествуваа, така да таа бројка драстично се зголемува последните 2 години со овој проект. Така. И сега сакам да ве прашам, зборуваме за деца, за училиште, меѓутоа шахот е исто така игра која што неретко ја играат и пензионерите. Поготово во оние пензионерски клубови. Нас повеќе не гледаат, да кажем, имаме пензионерска публика, која што претпоставувам и знам дека во тие пензионерски клубови, поготово машките играчи. Каков е интересот за шах во Македонија? И во категоризација од, например, по години. По возрастните, да, нормално имаме. Сега сите тие, сега јас ги спомнав само младинските турнири, Да. Нели во продолжение во мај месец ние државното сениорско првенство и во машка и во женска категорија. Екипните надпревари сега викендовни се квалификациите за втората лига, 19 клуба се пријавени, само во квалификациите 10 клуба имаме во втора лига, 10 клуба во прва лига. Тоа е во машка конкуренција, во женска конкуренција имаме 14 клуба кои што активно се надпреваруваат последниве години. Така да можам да кажам дека бројката на играчи се зголемува и имаме бројка која што е баш задоволителна последниве години. Какви се успесите на, претпоставувам дека и учествувате на светски и на европски, така на меѓународни надпревари? Да. Какви се успесите на нашите шахисти? Значи, ние како федерација успеваме да ги праќаме, да кажеме, и репрезентативците и во поединечна и во екипна конкуренција, односно како репрезентација нашата држава учествува на сите официјални европски надпревари и на олимпијадите. Ова година е олимпијадата во Будимпешта, кој ќе биде во месец септември, таму ќе пратиме репрезентација. Македонската репрезентација, да кажеме, е рангирана во светски рамки меѓу 50-то и 60-то место. Па добро, тоа не е лошо, нели? Не е лошо. Ама може и подобро, така. И многу повисоко рангирани, сме имале и многу повисоки, многу подобри резултати периодот меѓу 2000-та и 2004 година. Тоа беа можеби најдобрите години кога македонската репрезентација постигнуваше стварно одлични резултати. Се надеваме сега дојде малце смена на генерации, дојдоа помлади играчи, помладувањето на репрезентацијата и во двете категории, така да се надеваме дека ќе се продолжи со тој тренд на успешни настапи на нашите репрезентативци, зборам и во екипна и во поединечна конкуренција. Сакам на крај за кратко да прашам колку време е потребно за да се совладаат техниките во шахот. Да знаме, еве јас ветив минатиот пат дека ќе научам, не го исполнив моето ветување. Колку време е потребно? Еве Андреја многу брзо совлада шах, така? Ајде да ми каже Андреја за колку време? Се зависи колку работиш. Значи до вежбањето е, така? Да. Ако работиш повеќе, побрзо ќе го совладаш. Ако работиш помалку, поспоро ќе го совладаш. Колку дневно часа вежбаш? Дневно по 1. 1 час доволно е, така? Да. И сакам да те прашам, имаш една убава идеја сега за пролетниот распуст или можеби за летниот, ако не грешам? За летниот. Сакаш да организираш турнир, така? За девојчиња? Не. Или? За... Дечиња од твоја возраст, од твоето училиште? Не, туку за дедовци, така. За дедовци, за пензионери? Да. О, браво. Каде и како? Па ќе ми на дома. Е тебе, браво. Од твоето мало каде што живееш?
и да си направиш еден турнир на комшиите, предпоставувам. Да. Може баби, дедовци, така? Да. Браво, одлична идеја. Ето, колку млади, колку сте млади, а имате вака убави идеи. Да кажеме само, Маријан, дека шахот е покрај тоа што се развиваат, нели, да кажам, мозокот, концентрацијата, фокусот, ги отргнува малку и младите и луѓето воопшто од овие електронските уреди. Тоа сакам да кажам, дружењето е едно од на така. турнирите. Нели, тој момент постојано се повторува последниот период, премногу се на компјутер, премногу се на телефон. Шахот овозможува да, нели, децата се тргнат од пороци, сега можеме и така да ги кажеме, меѓутоа тоа е дел од секојдневието. И стварно имаме супер резултати со децата кои што започнуваат да играат шах. Едноставно, нели, сите тие придобивки што ги дава шахот, и се надевам дека тој тренд ќе успееме да го задржиме и понатака. Добро, јас ви благодарам многу за гостувањето. Ахмет и Андреја започна уште една втора рунда. Ќе си ја довршат, но ние овде веќе мораме да се одјавиме. Ахмет, ти посакувам многу награди во иднина. Пред тебе, да кажам, иднината, бидејќи 2 години и си шампион во твојата возраст. Ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика. Исто така и на тебе, Андреја. Нема да ве задржуваме повеќе, ќе си стасате на првиот училиштен час во 8:30 во вашето училиште. Вам многу успех во федерацијата и ќе има, се надевам, прилика повторно да ни гостувате. Ќе имаме сигурно, јас се надевам на успеси, им престојат стварно многу интересни надпревари во следниве неколку месеци и чим имаме некој поголем успех, ќе не очекувате во телевизијата, сигурно. Обавезно ви благодарам уште еднаш за подарокот, за овај, како се вели сега стручно, вие кажете, шаховски сет. Конечно да научиме шах. Таман да научиме за следниот пат, да можеме заедно да играме. А замисли, Ирена, можеме да учиме, од кого можеме да учиме? Од овие прекрасни дечиња. Да, прекрасна дама. Кој те научи вака ставот или сама ти доаѓа од себе? Секоја чест за тоа, родена дама. И прекрасно убаво момче, да сте ни живи, здрави и навистина се воодушевив од нивната игра, колку брзо го совладаа шахот. Еве само за крај, во училиште постигнуваат ли многу добри резултати и колку е шахот придонесува за тоа? Одлични се. Значи, придонесува, направени се, не спомнавме, голем број на испитувања кај што сменете, да кажеме, некој час од училиштето, редовните предмети со час по шах и какви се резултатите кои што ги даваат тие ученици кои што го имале екстра часот по шах, се стварно одлично. Се забележува разликата кај тие дечиња. Да. Само нека се живи здрави, да ве гледаме со уште награди тука во студиото и да ни дојдете. Добре дојдени сте ни. Благодарам, Ирена, се гледаме ние повторно.